Добро утро, Елена, или добар ден, како и да е. Одлично, веќе подготвени со докторката што денеска ни доаѓа на визита да ја обработиме комплетно и целосно и денешната тема, која што ја опфаќа нели повторно по возрастната популација, ама секогаш велиме во ова денешно време веќе се намалува и се спушта границата на луѓе кои што имаат проблеми со здравјето заради ова динамично време на живење и заради сите надворешни фактори кои што влијаат токму на нашето здравје. Да, денеска зборуваме за холестеролот, триглицеридите и високиот крвен притисок, односно моментот кога ќе се покачат нивните вредности, кои што е ризик за многубројни заболувања. Затоа треба редовно да ги контролираме, доколку почувствуваме некакви симптоми да побараме лекарска помош, односно да ги направиме неопходните испитувања, бидејќи холестеролот и триглицеридите се мастите без кои нема живот, но секогаш си го поставуваме прашањето зошто и во кои моменти токму овие масти без кои нема живот стануваат опасни за нашето здравје. Ето за сето ова, почитувани гледачи, ќе зборуваме денеска, па ќе ги слушнете сите корисни информации кои што се однесуваат токму на оваа тема. Останете со нас, со визита почнуваме веднаш. А денеска на визита ни доаѓа доктор Златана Петковска, специјалист интернист од клиничката болница Аџибадем Систина. Добар ден и добре ни дојдовте. Добар ден, добро ве најдов. Поздрав до вашите гледачи и се надевам дека со денешниот разговор ќе го задржиме нивното внимание. Така, ви благодарам доктор Златана уште на самиот почеток, а и ќе има многу голем дел од гледачите кои што можеби и ќе се препознаат во ваквиот здравствен проблем, можеби имаат некаква дилема што е она, дали нештото го прават на правилен начин или пак некаде грешат доколку имаат проблем со високиот холестерол, триглицеридите или високиот крвен притисок. Кои се нормалните вредности на холестеролот и триглицеридите? Зошто се тие толку значајни за нормалното функционирање на организмот и кога ни представуваат сигнал или момент дека нешто не е во ред? Така, значи во основа сите кардиоваскуларни заболувања заедно со цереброваскуларните болести се основни причинители на зголемувањето на смртноста и инвалидитетот во текот на животот кај современиот човек. Според Светската здравствена организација, околу 7 милиони луѓе на годишно ниво умираат баш од овие болести. 75% од кардиоваскуларните болести се јавуваат како резултат на основни 3 или така наречени ризик фактори. Тука ќе ги споменеме покачените масноти во крвта, покачениот крвен притисок и пушењето. Од друга страна, исто така, особено битно е да споменеме дека покачените липиди во крвта или хиперлипопротеинемијата представува еден основно метаболно пореметување во склоп на општата популација и според одредена студија утврдено е дека кај мажи кои имаат вкупен холестерол од прилика над 8 милимоли на литар или жени кои имаат вкупен холестерол над 6 милимоли на литар, за 3 до 5 пати се зголемува ризикот за добивање на исхемијска болест на срцето во следниот период од 5 годишниот нивен живот. Поради сево ова, за да ги анулираме или намалиме појавата на овие цереброваскуларни, односно кардиоваскуларни заболувања, особено ни е битно дека можеме да влијаеме на овие ризик фактори преку превенција и третман на истите. И лекувањето. И лекувањето Кога и третман. споменавте мажи и жени, подеднакво ли се засегнати и мажите и жените од зголемувањето на нивото на холестеролот, бидејќи некаде кај некои здравствени проблеми така, има некаква поделба, мажите со поголем ризик, жените со помал или обратно? Во ризик, како ризик фактор, нели, меѓу мажи и меѓу жени, прво ќе кажеме за возраста, дека со зголемување на возраста пропорционално се зголемува и ризикот за добивање или развој на хиперлипопротеинемијата, односно хиперлипидемијата од една страна, а од друга страна мажите на помлада возраст, значи таа middle age возраст, имаат тенденција да развијат хиперлипидемија, жените се заштитени до менопаузата. И тоа не прави позаштитени во однос на мажите. Так, и веќе по периодот на менопаузата. На менопауза се еднаква е застапеноста за хиперлипидемија, развој на хиперлипидемијата. Така. Што ги зголемува вредностите, причините? Ризик факторите? Ризик факторите. Повеќе како ризик фактори, така, пред да споменам нели кои се основни ризик фактори за појава на хиперлипидемија, би сакала да нагласам дека кога зборуваме или кога ги цениме несаканите ефекти, ги гледаме вредностите на вкупниот холестерол, вредностите на триглицеридите, меѓутоа и ХДЛ
и LDL фракцијата на холестеролот. При тоа, врз основа на тоа, кои вредности се покачени, разликуваме посебна или изолирана хиперхолестеролемија, изолирана хипертриглицидемија или мешана, односно комбинирана хиперлипидемија. Во однос на ризик факторите, ќе споменеме дека основен ризик фактор е генетскиот, односно наследната компонента. Тука ќе укажеме дека доколку кај еден поединец во тесната фамилија се подразбира мајка, татко, брат, сестра, постои веќе развиена хиперлипидемија, голема е веројатноста и он да има пореметување во липидниот статус. Возраста веќе ја споменавме, полот веќе го споменавме. Сега доаѓаат факторите на кои можеме да делуваме, а тука ќе го споменеме начинот на исхрана. Значи, исхраната во која имаме заситени масни храна со заситени и трансмасни киселини предизвикува, значи, зголемување на маснотиите во крвта. Исто така, зголемување може да се јави и како резултат на конзумација на јаглен хидрати, храна богата со јаглен хидрати, конзумација на алкохол, особено битно. Важна е гојазноста, значи, кај пациентиве и физичката неактивност или намалена активност. Особено битно е ваму да споменеме дека може да се јави одреден тип на хиперлипидемија и во склоп на некои болести. Кои болести влегуваат тука? Тоа се, например, болестите на бубрезите. Дали станува збор за нефротски синдром, дали станува збор за хронично бубрежно затојување или хронична бубрежна инсуфициенција и состојба после трансплантација на бубрези. Втора болест која е поврзана исто така со одредени органи е болестите на црниот дроб. Одредени цирози, хепатити исто така знаат да предизвикаат зголемување на маснотиите. Пореметувањата на ендокринолошкиот систем, поточно речено на тироидната жлезда. Тоа е особено важно да се знае дека во склоп на хипотиреозата најчесто се јавува хиперлипидемија. Исто така пореметување на надбубрежната жлезда може да биде поврзано со хиперлипидемија, диабетот е поврзано, анорексијата исто така и покрај тоа што личностите слабеат, нели? И булимијата тука спаѓа, може да пројави хиперлипидемија. Менопаузата веќе ја споменавме, бременоста. Одредени лекови кои можат да предизвикаат и кои луѓето треба да знаат дека може да предизвикаат такво пореметување се кортикостероидите, употребата на имуносупресивната терапија, тиазидни диуретици кои најчесто се користат во склоп на покачениот крвен притисок, бета-блокаторите исто така знаат да пројават појава на покачени масноти и тоа се отприлика некои ризик фактори кои доведуваат до појава на хиперлипидемија. А таа пак од своја страна, доколку не се контролира, ќе предизвика и други компликации. Ќе предизвика компликации по одредени целни органи кои што ги споменавте, така на почетокот. Добриот и лошиот, веќе знаеме, така? Дали LDL и HDL или пак добар и лош, така нели ќе ги насловиме и секогаш вниманието ни е насочено кон лошиот. Велиме лошиот холестерол да го контролираме, на добриот вака како лаици пациенти не му посветуваме толку внимание, мислејќи дека самиот термин или назив си е добар и тој ќе си биде добар за секогаш. Вака, пред да споменеме нели кој е уствари добриот, а кој е лошиот холестерол. LDL фракцијата од холестеролот е лошиот холестерол. Зошто? Затоа што има тенденција да предизвикува атерогенеза по должината на крвните садови, односно атеросклеротични промени на артериските крвни садови. За разлика од добриот холестерол, или тоа е HDL фракцијата, која има антиатерогенно дејство, заради инверзниот или реверзибилниот пат во метаболизмот на холестеролот. Исто така, постои ApoE, тоа е малку пострушно компонента од HDL фракцијата, која го намалува ризикот од тоа да LDL оксидира и на тој начин ја намалува тромбозата, значи на ниво на крвните садови. Што е битно за луѓево да знаат, за едниот и за другиот, е кои се препораките за да го зголемиме оној добриот холестерол, значи HDL фракцијата. Значи
Препорачливо е да се зголеми физичката активност и со зголемување на аеробните вежби, збориме кај здравата популација, за 3 до 9% можеме да предизвикаме зголемување на ХДЛ фракцијата. Исто така битна е редукцијата на телесна тежина, значи да се намали телесната тежина, да се прекине со пушењето. И интересно е дека ХДЛ-от можеме да го зголемиме доколку конзумираме храна која е богата со омега-3 масни киселини. Тоа значи 2 до 3 пати во текот на неделата може и е препорачливо да се конзумира риба во исхраната. Во одредени случаи можеме и како суплементи да ги даваме омега-3 масните киселини. Со тоа ќе предизвикаме покачување нормално на ХДЛ-от, меѓутоа ова дека да потенцирам дека збориме кај здрава општа популација, за да се Значи не смеат да бидат вредностите под нормала, така и добриот, така? Препорачливо е да бидат над одредена вредност. И кај здравата и кај болната популација нормално. Така. А за лошиот холестерол не смее да биде над. Така, да. Да ги слушнеме гледачите, па продолжуваме потоа и со симптомите и начините на дијагноза, сите потребни неопходни испитувања и кога всушност да го провериме холестеролот и триглицеридите. Добар ден, повелете. Добар ден. Ве слушаме. Поздрав до докторката, до вас водителката и до канал 5. Едно прашање, станува збор за мојот син, има 21 година. Од време на време има такихардија. Испитавне тироидна жлезда со масноти таму, комплетна крвна слика. Триглицеридите му покажа 5,8, а тироидната беше во ред. Сега беше 1 месец на терапија, торвек со 20 мг и омега-3 масни киселини. Повторно направи контрола, последниот резултат беше 2,8. Сега му препорача докторот да биде на торвекс од 10 мг, уште 1 месец. Дали е тоа, пример, крајно, ако дојде на нормала со триглицеридите, дали се изоставува оваа терапија или се продолжуваат? И уште едно прашање, станува збор за мене. Исто јас имам проблем со срцето, сум на терапија со карведилол и хелекс. Сега триглицеридите кај мене од време на време се покачуваат, ама се чувствува кај мене некој замор, посебно да се искачам по скали и пример и во лежење на ноќ немам доволно воздух. Дали е тоа од маснотите? Јас не сум сега на таква терапија. Не земам ништо за триглицеридите, 3,38 мислам дека беа последно, а немам никаква терапија за тоа. А дали земате некаква друга терапија за маснотиите или воопшто не примате никаква терапија? Не, еднаш бев натерова статин, само 1 месец ми паднаја на граница, мислам триглицеридите и ми е прекратија терапијата. Сега не сум само со карведилолот, сум 2 пати по пола. Така. Добро, доволно ли е, доктор Златана? Добро, ви благодариме за јавувањето. Најпрво би одговорила за синот. За синот, да, пошто станува збор за млад човек и со покачени, значи, триглицериди. Контрола следна, по правило би требало да се направи после 3 до 4 месеци. Меѓутоа, во тек на тој период би требало редовно да се зема терапијата, со тоа што препорачливо е, само не добивме податок дали станува збор за гојазна личност, пациент, бидејќи се важни, нели, како параметри или информации. Да, посебно за хипертриглицидемијата, ваму е потребно и промена на стилот на животот, односно да се внимава околу начинот на исхрана, од една страна, и да се зголеми физичката активност. Значи, тоа е особено битно. Во однос на тахикардите кои синот ги има, пожелно е, значи и потребно е во случај на појава на тахикардија, во тој момент да се направи ЕКГ со тоа
би се видело нели за каков тип на тахикардија станува збор. Да. И секогаш е прашањето, извинете, како подпрашање, дали ќе ја примам оваа терапија за секогаш или пак кога ќе се регулира барем кај холестеролот и триглицеридите, така кога ќе дојде на нормала? Да, меѓутоа ваму е потребно следење, значи потребно е да се види ризикот од развој на кардиоваскуларни болести кај младиот пациент, тоа е што треба да се потврди или да не се потврди, нели? И врз база на тоа се донесува одлука дали има потреба или нема потреба. И како понатаму, да, и со стилот на живење, нели? Барем тоа да се смени, па тоа да се практикува подолго. Да. Во однос на прашањето на госпоѓата која беше, точно за нејзе, пошто она е во, значи, повозрастната популација ни влегува, моја препорака е да се направи нова лабораторија во која нормално, нели, ќе се видат какви се маснотиите и секако да се насочи, бидејќи се жали на замор, на тешко дишење, да се насочи кон диагностички методи во однос на кардиоваскуларни заболувања. Дали тоа ќе биде основно за почеток ЕКГ, ехокардиографија, коронарен стрес тест, значи тоа препорака да се оди до матичен доктор кој понатаму би ја упатил во, нели, интернист или може слободно да се јави. Потребни се да се направат испитувањата во случајов, така. Да, дополнително. Добар ден за следниот гледач, повелете. Ало? Ве слушаме. Ало, добар ден. Добар ден. Емисијата. Ви благодариме. Многу ви убава емисијата. Би сакала само едно прашање да ве прашам. Ајде, слободно ве слушам. 35 години ми е синот. Има доста голема килаш. Извинете, само колку години не слушнавме? 35 години. 35. Добро. Да, има голема килаш. Меѓутоа, стално викаше дека е малаксан, за брефтува, за мара, сето тоа, мислевме дека е нешто насимка. Го отиде на лекар, кога му проверива, имаше 19 шекер, а 13 триглицериди. Добро. Може да ми кажете сега моментално за шекерот пие глукопашта ба или вечер од јадол, а не знам како се вика тие што ги пие за триглицеридите. Ја би сакала да прашам дали освен триглицеридите беше покачен и холестеролот, нели вкупниот холестерол, ЛДЛ. Холестерол не бил покачен, само за една единица било. Како? За една единица бил вкупниот холестерол. Добро. Можеме ли врз основа на ова? Препорака и совет? Препорака и совет. И овдека е истиот, да се зема терапија која ќе ги регулира маснотиите. Бидејќи ваму станува збор, значи за пациент кај кого имаме коморбидитет, тоа е диабетот, значи комбинацијата од овие две болести е ризик за веќе споменатите кардиоваскуларни заболувања. Само со добра регулација на маснотиите и со добра регулација на шекерот, значи редовно земање на терапија, меѓутоа и со, пак ќе споменам, со еден хигиено-диететски режим кај што мора овој пациент да внимава околу тоа каква исхрана користи, значи што јаде и да биде физички активен за да нормално се регулираат овие вредности, бидејќи е во ризична група од кардиоваскуларните. И намалувањето на тежината, така, меѓу сите овие работи, така е многу тоа битно. ќе се постигне доколку, нели, пази каков е внесот или исхраната и почне да биде физички активен. Така, и секогаш докторите препорачуваат и пропишаната терапија и именувањето на животните навики. Едно со друго мора, така, нели, заедно да одат. Да. Ајде уште еден гледач во овој дел. Добар ден, повелете. Добар ден. Ве слушаме. Поздрав до докторката и до водителка. Ви благодариме. Имам едно прашање. На возраст сум од 60 години. Постојано пијам таблети за повишен крвен притисок. Там е редовна терапија. За срцето пијам нешто и ме интересира за последните вредности за масноти и триглицериди, што ќе ми каже докторката. Холестеролот ми е 3,45, а триглицеридите 1,46. Добро. Дали испитавте ве фракцијата на ХДЛ и ЛДЛ? Исто така? Тоа не ми е испитано. Тоа не ми е. Сега само ушедно, ако крвта ми е малку појака, значи може некаде до 14 хемоглобинот и нешто, тогаш и притисокот ми е повисок. А што ми е послаба крвта, еве сега последно нешто ми беше за слабната, притисокот ми е 130 со 90.
Што треба да испитам? А пијам и таблети за масноти и ресвера. Пијам по препорака на интерниста, Така. пошто исто срцето не ми е нешто добро, века постојано треба да ги пиеш. Така. Значи, според овие вредности кои господјава ги спомна, можеме да кажеме дека треба да се доиспита уште ХДЛ и ЛДЛ фракцијата, повторно ќе споменам и ќе објасниме зошто Да, е тоа да. битно во текот на емисијата. Изгледа дека добро се регулирани маснотиите. Во однос на крвниот притисок, значи треба да споменеме дека крвниот притисок не е една фиксна вредност. Значи крвниот притисок варира во текот на денот. Добро регулиран крвен притисок е тој кога е под 140 со 90 мм живен столб, кој пациенткава мислам дека спомна дека ги има околу 130 со 80. Да. Значи таблетките кои ги зема со предпоставувам стилот на живот кој го води, ги држи во нормала и маснотиите и крвниот притисок. Само она што дополнително треба да го провери, така? Да, Поединечно за лошиот и добриот, така? И ЛДЛ Да. фракцијата од холестеролниот. И ќе се надоврземе сега и на ова прашање на гледачката, така како се поставува дијагнозата, кои се неопходните постапки, дали само преку проверка на крвната слика ни е доволно за да знаеме какви се вредностите и со што да продолжиме понатаму. Така, И најчесто на колку време да го правиме тоа, така? така. Најчесто, значи, кога станува збор за хиперлипидемијата, таа е асимптоматска и е случај наод во тек на одредени превентивни, односно систематски прегледи. Особено битно е кога пациентот ќе дојде кај докторот, првишниот контакт со докторот, каде што докторот прави кратко интервју или ние викаме анамнеза, разговор со пациентот, според кое добиваме информации дали влегува во ризична категорија за развивање на кардиоваскуларни заболувања, дали е во ризична категорија на покачен крвен притисок, дали постои фамилиарна анамнеза позитивна, да некој во неговото потесно семејство има срцеви болести и има хиперлипидемија. Следно нешто што се прави е физикалниот преглед. Значи, се мери висина, се мери тежина, се пресметува body mass index, според тоа се оценува дали станува збор за гојазна личност. Понатаму се мери крвен притисок, исто така палпираме или пипаме периферна пулсација и често пати докторот може да најде липидни депозити, тоа се ксантоми, по должината на ахиловата тетива, на екстензорните страни од прстите, тоа се како испакнатини, или на колената, или ксантелазми се наречени околу очните капаци. Тоа се како кесички, жолтеникави, кои ни укажуваат дека кај овој пациент, значи со самото видување, со самата инспекција на пациентот, дека можно е да имаме пореметување во липидниот статус. Следно нешто што се прави е биохемиската анализа, значи веќе одиме во насока на испитување. Основно е дека 12 часа пред да се испита липидниот статус, во кој влегуваат пак, ќе кажем, холестеролот, триглицеридите ХДЛ и ЛДЛ, пациентот не треба да биде јаден, за да не бидат веродостојни резултатите за триглицеридите. Од друго нешто што може да се испита во склоп на како коморбидитет да бараме придружна болест е шекерот во крв да се испита. Се испитуваат АСТ и АЛТ, тоа ни се ензимите на црниот дроб, функционалните ензими на црниот дроб. Можеме да испитаме уреа и креатинин како маркери или функционални маркери за функцијата на бубрезите, бидејќи веќе споменавме дека нели во склоп на одредени болести може да се појави хиперлипидемијата. Битно е тироидниот хормон да го испитаме, ТСХ, за да видиме да не станува збор за хипотиреоза и тоа се отприлика некои лабораторијски анализи кои треба да се направат. Во случај кога ќе видиме дека станува збор за лице кое има ризик од кардиоваскуларно заболување, се насочува во таа насока. Значи се прави ЕКГ, се прави ехокардиографија, се прави доплер на каротидните артерии, се прави испитување на периферната циркулација и коронарен стрес тест. Исто така можеме да препорачаме и ултразвучен преглед на
стомахот, со што би се забележало или би се препознало стеатозно, односно замастување на црниот дроб. Значи, тоа се некои диагностички постапки кои треба да се направат, меѓутоа во која насока и како одлучува докторот кој проценка е на самиот лекар, бидејќи ние сами така велиме во одреден период велиме ќе си ја проверам крвта да видам каква ми. Ама лекарот треба нели дополнително да назначи што друго треба да се. И затоа најдобро е прво да имаме контакт со доктор, кој нели во разговор ќе ги утврди кои се ризик факторите, а тек после тоа да се насочиме кон соодветните испитувања за тоа што све е потребно. Кога се испитува или кога еве се почнува со испитување на холестеролот? Тоа е раната детекција или скрининг метода и според препораките кај лица кои се во адолтна фаза, значи над 21 година, на 5 годишно ниво да се испитуваат маснотиите или липидниот статус. Меѓутоа збориме за здрава општа популација, кај што немаме ризик фактори. Ако имаме асимптоматски пациенти, кај што има ризик фактор од развивање на коронарна кардиоваскуларно заболување или некој друг тип на заболување, тогаш вакви проверки се прават на годишно ниво. Малку порано, значи така. Порано и малку почесто во однос на здравата популација. Ама честопати ја правиме грешката, велиме да, малку ми е покачен холестеролот, ама тоа си го кажуваме како нешто онака, најобично, нели? Па мислиме дека тоа самото ќе си се среди од себе. Ама не е така лесно и едноставно така. Најчесто и на систематските прегледи кои што нели редовно се прават, поголемиот дел ќе се пожали на покаченото ниво на холестерол. И останува тука некако. Така, значи, ќе се пожали дека е покачен холестеролот и дека не е преземено ништо во врска со тоа од една страна, а кога ќе се створат веќе компликациите или болестите, се прашуваме зошто и од кај дошле болестите, а не сме превенирале навремено. Тоа е и целта, значи да се превенира развојот на овие болести кои веќе во неколку наврати ги спомнав како резултат на компликациите од хиперлипидемијата која се јавува. Да. И кај секој пациент различно, предпоставувам, така некаде прво се почнува секогаш со менување на стилот на живење или пак има и ситуации каде што и веднаш со лекови и кај кои пациенти веднаш со таква терапија се почнува. Веќе од кога сме ја поставиле диагнозата нели за постојање на хиперлипидемија, одлуката во која насока ќе се движиме понатаму е пак ќе кажам на докторот нели. Во основа кај секој пациент кај кој имаме покачени масноти во крвта. Препорека е промена на животниот стил. Сега би сакала малку да објаснам што значи тоа, цело време зборуваме промена на животен стил. Значи, се препорачува намален внес на храна која е богата со масноти. Намален внес на храна која е богата со заситени и трансмасни киселини. Намалување на храна богата со јаглен хидрати, намалување на или комплетно откажување од конзумација на алкохол, а се преферира или се предложува на пациентот да внесува повеќе храна која е богата со протеини од растително потекло, антиоксиданси. Што би значило еве тоа во практична гледна точка, што смее да јаде, што не смее да јадеме. Се препорачува кај пациенти кои имаат само хиперлипидемија, значи без диабет, бидејќи кога имаме диабет имаме нешто плюс што треба да го кажеме. Значи се препорачува да се внесува овошје, зеленчук, обезмастено млеко, обезмастени млечни производи. Се препорачува употреба на житарки, јаткасти плодови, варива од типот граф, леќа, боранија, грашак. Од месо се препорачува конзумација или употреба на риба барем еднаш до 2 пати на неделно ниво. Исто така се препорачува употреба на пилешко месо, меѓутоа без она кожичката одозгоре и секако мисиркино месо. Што е тоа што не треба да се конзумира? Тоа се оние полномасни сирења, кашкавали, прженици, внатрешните органи, сувомеснатите, конзервираната храна, значи сладки, колачи, чипсови, крекери, значи она што ни е највкусно за јадење, така не смееме да го јадеме, така. Па би ставиле некои ограничувања или во мали количини, значи. Тоа е значи диететскиот режим. И сега следно нешто кое го препорачуваме секако е физичката активност, нели, да пациентот биде повеќе физички активен. Тоа
зависи индивидуално, значи според способностите на пациентот. Препорачливо е пред да се почне со некоја физичка активност да се направат одредени испитувања. Например, доволно е коронарен стрес тест со што би се исклучиле ризиците од компликации на кардиоваскуларно, микроваскуларно ниво или пак некои повреди, мускулоскелетни, травматски повреди, значи кои понатаму би го инвалидизирале самиот пациент. Исто така препорачуваме од кога веќе значи пациентот смее да вежба, да тоа бидат комбинација од аеробни и анаеробни вежби. Тоа би опфатило брзо пешачење, возење велосипед, пливање. Посакувано е од 3 до 4 пати во неделата да биде вежбањево, најмалку 30 до 60 минути, значи. Сето ова го кажувам кај здрава популација. Кога станува збор за лица, значи, кај кои веќе имаме одредени кардиоваскуларни заболувања или друг тип на заболувања, вежбите се прилагодуваат спрема нивната здравствена состојба. Ама сепак треба да ги има, меѓутоа, во секој случај, значи, се препорачува да има одредена физичка активност. Тоа е отприлика промената на стилот на животот. Ние лекариве што знаеме да го кажеме многу често. Така, да. Но некаде е неопходна терапија со лекови, така? Така. Во одредени случаи, значи, секако дека е потребно воведување на медикаментозна терапија. Кога вклучуваме медикаментозна терапија, се базираме врз ризик факторите и врз измерените вредности во крвта на холестеролот, триглицеридите и соодветните фракции. Сега, ние се раководиме според светски гајдлайнс или светски препораки. Последните излегува во 2013 година од Америчкото здружение и според нив, значи, пациентите се за кај кои е потребна медикаментозна терапија се категоризирани во 4 групи. Тоа се првата група се пациенти кај кои веќе имаме потврдено атеросклеротична кардиоваскуларна болест. Значи, кај нив мора да се оди со медикаментозна терапија. Во зависност од годините, значи, на пациентот, ако станува збор за лице кое е помладо од 75 години, тогаш одиме со високодозна или high intensity статинска терапија. Во случај кога станува збор за лице кое е постаро од 75 години, тогаш уклучуваме умерено дозна статинска терапија. Понатаму имаме пациенти кај кои имаме изолирано покачување на ЛДЛ, холестеролот над 4,9 милимоли на литар. На лошиот. На лошиот холестерол. И тука вклучуваме медикаментозна терапија. Во третата категорија ни влегуваат лица, значи или пациенти со диабетес тип 1 и тип 2, кои се на возраст помеѓу 40 и 75 години и кај кои ЛДЛ холестеролот е меѓу 1,9 и 4,9 милимоли. И тука се вклучува терапија со тоа што најчесто одиме со умерена доза на статинска терапија и на крај се пациентите кај кои немаме диагностицирано атеросклеротична болест, немаме диагностицирано појава на диабет или појава да ЛДЛот е помеѓу 1,9 и 4,9, меѓутоа според 10-годишната проценка за појава на кардиоваскуларни заболувања, ризикот е повеќе од 7,5%. Значи, и тогаш веќе влегуваат и тогаш вклучуваме. И сега, како знаеме колкав е процентот, значи постојат специјални скор таблици, ние ги викаме, во кои се внесува возраста на пациентот, се внесуваат дали е пушач, дали е непушач, мерениот систолен крвен притисок, значи го внесуваме тука, холестеролот, вредноста и врз база на сите овие податоци се гледа во која категорија спаја или колкав е процентот за развој на кардиоваскуларно заболување во текот на следните 10 години од животот. Тие ни се 4 целни групи кај кои, значи, се вклучува медикаментозна терапија. Сепак, на крај би потенцирала дека и покрај сите препораки кои ние ги следиме, најважен е индивидуалниот пристап кон пациентот. Значи, не е само да се следат препораките, туку контактот и пристапот е особено битен за конечната одлука. Да, како ќе одлучиме во која насока и дозата и како ќе се движи сето тоа. Така, да. Ги слушаме повторно прашањата на гледачите. Во овој третиот дел од визита ќе ни остане да зборуваме за високиот крвен притисок и сето она што треба да го знаеме токму за него, а можете и претходно да поставите прашање доколку го имате проблемот со висок крвен притисок, холестеролот и
и триглицеридите. Добар ден и за следниот гледач, повелете. Ало. Добар ден, ве слушаме. Јас сум од Струмечка села. Имам едно питање само до докторката. Имам и томбо за полудана имаат јазе. Сега доктор ми даде матичниот лекар лекове за срцето, за притиско имам замрснати дадени, ама јас имам сега мајки од жачката, што имал сум каменче на неја, а па не смеат да направат операција, не сум останал на маста, оти малку ми наслабнало срцето. Сакам да ми кажа докторката, дали треба операција за права, оти често пати одат и за крв, и за мокрача, и за жачки, и за бубачи, и за всичко ме преверуват. Аз само имам малко за мръснотията на, кажа ми доктор, да ме намаля от едно апче цело на половина. И сега аз имам малко тежкотини на граните, заболявам малко, и гръб ме малко заболява. И Вака, останете на линија, да, ќе треба и дополнително да го прашаме, некои делови не успеавме убаво да ги разбереме. Каде има камче, тоа не... Во жолчката ли е каменот? Да, еден сратин, кажа ми докторката. Во жолчката, така? Да. Поставувам прашањево е дали треба сме да се прави, може да се прави операција или не треба да се прави операција. Бидејќи пациентот во целокупната историја има неколку коморбидитети. Моја препорака е да се направи една кардиолошка евалуација, значи тоа може кај доктор специјалист кардиолог да го направи, со што би се дала препорака и би се видело дали, навистина станува збор за слабо срце, како што рече пациентот, и во која насока дали може или не може да се оперира. Значи, тоа е мојата препорака врз база на овие... Така ја спомена и тромбозата, и мастите, и другите. Тоа се некои работи кои треба дополнително да се испитаат, значи, затоа реков, кардиоваскуларна, а и секако пред одлуката за оперативен зафат постои и анестезиолошка обработка од ризикот од анестезија која ја прават колегите анестезиолози. Така, да. Добар ден и за следниот гледач, повелете. Ало. Ве слушаме, повелете. Јавуваме се од Бераво. Така. Многу поздрав до докторката. Се видовме во прошлиот понеделник кај господја Јасмина. Случајно чекавме го професорот. Иначе јас имам здравство, имам операција, имам байпасови стенови, шеќер, масноти, се и се што. Али здравја волја, поготово со нивниот тим, тамока со сите луѓе што се околу нив. И многу сакам да ми објасни само, пошто јас пијат многу голема доза, ми дадо да ми става стен во државна, па затоа бех кај вас тамо. И 80 милиграми пијат торис и триглит. Триглицеридите негде около 8-9, холестеролот едниот е мерен, едниот не знам. Около 3, нешто беше. Толку. Доволно ли ова? Доволно. Значи, овдека доаѓаме до препораките, значи што ги кажав. Кај пациентот имаме потврдено атеросклеротична коронарна артеријска болест, значи затоа што има веќе поставено стентови, значи пациентот кај кого битен е третманот на маснотиите во крвта и тука е препораката да се оди со високо дозно давање на статинска терапија, односно тоа е аторвастатинот од 80 мг или евентуално росувастатин од 40 мг. Комбинацијата со триглит е за да се намалат и триглицеридите. Одлуката за да се остави пациентот на комбинирана или на монотерапија се прави после контролна лабораторија кога ќе се види дали доаѓа до намалување. Инако препорачливо е редовно земање на оваа терапија затоа што пациентот веќе споменав е со одреден тип на кардиоваскуларно заболување. Така, и редовната контрола, постојаната комуникација, така тоа веќе не треба ни да се споменува, а треба да се применува. Така, да. Добар ден и за следниот гледач, повелете. Добар ден, поздрав до докторката и водителката. Ви благодариме. Имам прашање. Пред месец дена бев подготвен за операција на срце, байпас.
Меѓутоа, при подготовката, снимање на КТ, установени се некои флеки на белодробието, на десното белодробие. После X време направена е биопсија и установена е карцином. Некој не е инвазивен, не е толку напреднат, меѓутоа карцином. Сега прашањето ми е, дали со оваква диагноза на белодробието можам да се оперирам? Байпас. Да се оперира. Затоа што запушувањето на коронарните артерии се негде 95-6% таму. А има општа коронарна болест и други артерии се полузатворени, стеноза. Така, добро. Ви благодариме за јавувањето. Значи вака, кога станува збор, ова веќе станува збор за малку покомплициран случај, пошто станува збор за карцином на бели дробови. Само не стигнав да прашам дали пациентот е поставен на хемиотерапија, односно радиотерапија во однос на основното заболување и мислам дека најдобро е ваквиот пациент конзилиарно да биде разгледан од страна на доктори онколози и кардиохирурзи кои ќе одлучат во која насока, што е поприоритетно во однос на третманот на болеста која е поприоритетна, бидејќи станува збор за карцином. Не разбравме каков тип на карцином и дали пациентот е веќе на хемиотерапија или радиотерапија. Меѓутоа, мислам дека приоритетно е третманот на... Така, во секој случај ќе се разгледа онака како што треба, нели, онаму каде што веќе и досега пациентот и е откриено. Во последните 5 минути само толку ни остана. Ние некако се размуабетивме, ги слушнавме и прашањата на гледачите. Ајде во овие последни минути она најважното за високиот крвен притисок. Кога имаме висок крвен притисок и кои се препораките за да го контролираме и регулираме? Високиот крвен притисок или артериската хипертензија, нели? Имаме кога имаме покачување на систолниот или меѓународно познат како горниот крвен притисок над 140 мм живин столб, односно диастолниот или долниот над 90 мм живин столб, измерен во тек на мир. Меѓутоа, за да не настане конфузија кај гледачиве, да споменеме дека еднаш измерен покачен крвен притисок или вредност од 140 со 90 не значи дека пациентот има артериска хипертензија, туку само назнака дека може е време дојдено за да го посети докторот и да се види дали има или нема. Особено е битно да знаеме дека крвниот притисок не е фиксна вредност, значи тој се менува во текот на денот и зависи од многу фактори, значи во тек на ноќта тој е понизок, кога човек се буди, се покачува, зависи од тоа каков е физички активен, дали е со психички стрес, значи тоа се некои работи кои влијаат врз крвниот притисок. И овдека како ризик фактори исто за покачен крвен притисок би ги споменале возраста, значи полот, расата е овдека исто така интересна, да кажеме дека црната раса има поголем ризик фактор за добивање на покачен крвен притисок. Исто така физичката неактивност, гојазноста, конзумацијата на храна која е богата со сол. Значи, таа што предизвикува исто така покачување на крвниот притисок и тоа се ризик факторите кои нели предизвикуваат артериска хипертензија. Така. И повторни препораките во терапијата и лекувањето, така прво да се почне. Значи, прво се оди на доктор, докторот одлучува нели кои диагностички методи ќе ги употреби за да потврди или негира постоење на артериска хипертензија и секако препораките за третманот е промена на стилот на живот, меѓутоа кај одредени лица кои немаат, пак ќе кажам, дополнителни коморбидитети и воведување на медикаментозна терапија со широк спектар на лекови. Значи, дали ќе биде повторно, ќе кажам, монотерапија или комбинирана терапија, зависи од ризик факторите кои ги има пациентот.
Но и тука мора многу да се внимава, бидејќи исто така е голем ризик фактор за срцевите кардиоваскуларни и многу други заболувања, нели? Високиот крвен притисок речиси со секое заболување го поврзуваме. Така, имаме целни органи на кои делува притисокот, тоа се срцето, крвните садови, бубрезите, очите, значи од предизвикување на мозочни инфаркти, исто така срцеви инфаркти, појава на хронична бубрежна инсуфициенција, хипертензивна ретинопатија, значи на очите, тоа се се компликации кои може да ги предизвика покачениот крвен притисок и затоа, значи пак се малку поозбилно да му пристапиме, така, и се враќаме повторно на почетокот дека овие два ризик фактори, значи доведуваат до појава на кардиоваскуларни, односно цереброваскуларни заболувања и можеме на нив да делуваме за да превенираме појава на овие болести. Така, да. Ви благодарам што ни бевте денеска на визита. Благодарам и на вас и поздрав до гледачите.